Македонското борење ќе добие еден голем импулс, а тоа е нов надпреварувач кој што ќе ја представува Македонија на следните големи надпреварувања. Тоа е Изабела Сипек, која што доаѓа од Соединетите Американски држави, но во наредниот период ќе ги брани боите на Македонија, затоа што се одлучи да се надпреварува за македонската репрезентација. Македонскиот олимписки комитет едноставно најде начин да ја промовира Изабела Сипек како наш следен или наш иден олимпиец, со оглед на тоа дека станува збор за надпреварувач во борење, во слободен стил, кој што доаѓа од Соединетите Американски држави, но има корени, односно има потекло од Македонија. Ајде малку да се запознаеме со Изабела Сипек. Изабела, најнапред добре дојде во Македонија и секако дека твоите успеси, односно твоите почетоци во борењето, го пронајде Македонскиот олимписки комитет токму тоа кај тебе и те промовира како наш иден надпреварувач. Моето прашање е сега поврзано секако која е Изабела Сипек? I am a wrestler. I started wrestling when I was 4 years old. My biggest accomplishment, I'd say, is taking second place in the national tournament and winning the state finals for Michigan. I won, I had, for my record in high school, I had 150 wins for my whole season in boys and girls, and I'd say that's a pretty big accomplishment for me. I have won a lot of national tournaments in general when it comes to my team Michigan. I was ranked number 3 in the nation for my senior year of high school. I've been nationally ranked in top 20 all of high school. Каква е незината поврзаност со Македонија и зошто ќе се бори за Македонија, односно како дојде до тоа да Македонскиот олимписки комитет и Изабела се најдат и да почнат разговори за да биде наш представник? My grandmother and my grandfather on my mom's side were both born in Macedonia, and then they both moved to Michigan. Какви се незините планови за воиднина во смисла на настапи на големи надпреварувања, со оглед на тоа дека следува сега веќе и олимписки циклус во кој што може да се надпреварува, да исполни норма за учество на следните олимписки игри. И тоа токму во Лос Анџелес. I guess my goal is to improve. I want to improve every day, and I guess be more engaged. I guess take it more seriously. I want to go to smaller tournaments to see the competition, the different competition that I'm going to have or could possibly have in the games. I guess I just want to be more focused, have more improvement than what I've had. I want to see overall for myself more, just bigger improvements. I want to I guess, adjust. Со оглед на тоа дека кај нас во Македонија борењето има голема традиција, пред се машкото борење, за разлика од женското борење, односно борењето во женска конкуренција, каква е ситуацијата во Соединетите Американски држави за популарноста на борењето во женска конкуренција, слободен стил пред се?
In the States, women's wrestling just, so when I started wrestling, it wasn't very popular. I started in 2012, like 14 years ago, 15 years ago. It wasn't popular, and not until maybe, I'd say five years ago around, women's wrestling started to take off much more, and it is one of the fastest growing sports in the US for women right now. It's changed a lot over the past couple of years, and it's definitely more popular and acceptable in the US now. Дали тоа што ќе се надпреваруваш за Македонија, значи дека многу повеќе ќе бидеш во Европа, во Македонија, или ќе останеш да живееш и да тренираш пред се во Соединетите Американски држави и да одиш на надпреварување само кога нели ќе има надпревари од медитерански или европски првенства? Дали повеќе ќе биде тука или ќе? My plan is to come more often here for, I think it'd be best for my training, because not only am I training at home, I'd like to come here and also train, because I think it'll help me with like focus and just better competition, so I can see how things are different, but I think I'm definitely planning on coming here a lot more. Да, претпоставам дека веќе имаше контакти со Боречката федерација на Македонија. Дали ќе имаш дополнителна помош од Боречката федерација на Македонија како во тренажен процес со тренери од тука, кои што ќе исто така ќе бидат вклучени во незината работа, односно во подготовките, или тоа ќе бидат само тренери кои што ги има таму во Соединетите Американски држави? Yes, I have my coach that I guess coordinated with in the US is one of the top national coaches for the whole US. He coached me throughout middle school, high school. He's one of the biggest reasons why I'm as good as I am now, and I owe a lot of my accomplishments to him. And as well as my family's also, they all wrestle, so they're all willing to help me in that sense. And I think he's very reliable when it comes to, I guess, higher level coaching, because he's been around it for a long time. So he's definitely going to be one of my top choices for coaches in the US, along with my father and my brother-in-law, who coached me in high school and growing up. So it's everyone that I've known, and they know me, so I trust them as well to be able to help me improve. Да, една интересна комбинација, значи комбинација помеѓу американското и руското, да речеме, борење, споено во македонска представничка во наследните големи надпреварувања. Јас ти благодарам за твоето учество во овој разговор и посакувам да имаш колку што е можно подобри настапи за Македонија, со оглед на тоа дека од веќе и официјално во следниот период ќе бидеш македонска репрезентативка и представничка на македонското борење и македонскиот спорт. Yes, and thank you.